Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести, а во нив ќе гледате. Одржан кондиционо-едукативен марш на потегот Вратница Беловиште Петачко Водиче на иницијатива на Организацијата на резервни офицери на Македонија. Реализирани проекти во општина Јегуновце, фокус на денешната посета на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Поднесено обвинение за неовластено снимање пациенти во Тетовската болница. Денес на потегот Вратница Беловиште Петачко Водиче беше спроведен кондиционо-едукативен марш на иницијатива на Организацијата на резервни офицери на Македонија. На маршот учество зедоа 100 резервни офицери и подофицери од западниот дел на Македонија. Организацијата на резервни офицери на Македонија денес реализираше кондиционо-едукативен марш по повод 29 април, денот на Организацијата на резервни офицери во соработка со основната организациона единица Тетово и Генералштабот на армијата Гарнизон Тетово. Маршот се одвиваше во насока Вратница Беловиште Петачко Водиче, во должина од 4 километри во еден правец, а збирното место пред почетокот на маршот беше селото Лешок. Според планот и програмата на Организацијата на резервни офицери на Република Македонија, денеска е планирана активност со резервни старешини од северозападниот дел на Македонија, инаку е тоа регионална средба, каде што е планирано да се изведе кондиционен марш на потегот село Вратница Петачко Водиче. Претходно е планирано да се сретнеме, односно резервните офицери да се сретнат во манастирскиот комплекс Лешок, каде што ќе биде запознаени од свештено лице за историјата на овој манастир, а после тоа конвојот преминува на зборното место во село Вратница. Од село Вратница до Петачко Водиче се изведува кондициониот марш и на крај се прави анализа за изведениот марш и еден заеднички војнички ручек. Маршот го изведуваме заедно со припадниците на армијата и тие секогаш на овие наши активности имаме безрезервна поддршка и ја користам оваа прилика да се заблагодарам на припадниците на македонската армија за несебичната помош која ни ја дават на нас како резервни офицери. На маршот зедоа учество околу 100 резервни офицери и подофицери од општинските организациони единици од западниот регион на државата. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски денеска беше во посета на општина Јегуновце, каде се сретна со градоначалникот Димитар Костадиновски. Фокусот на посетата беа проектите кои биле реализирани во изминатиот период, оние кои се во тек и проекти кои се планирани во тековната година. Во оваа измината една година се посветивме посебно на образованието, на образовниот процес, каде што инвестираме во неколку населени места или потоа што во повеќе подрачни училишта во тие населени места, со тоа што да се подигне нивото на образованието за нашите најмали да имаат подобри услови за образование. Најголем проект и незначаен проект кој беше реализиран во овој период беше проектот изградба на или обезбедување на чиста и здрава вода за пиење за населените места Жилче и Шемшово. Беше пуштена градинка во населено место Прелюбиште, во која идат нашите најмили и која има добри услови за децата. Исто имаме проект сега кој ќе почнат во фаза парк во населено место Туденце, оградување на библиотеката во населено место Прелюбиште, имаме локален пат во населено место Вратница, кој во тек исто како што кажав за образованието, тече постапка или е завршена за неколку подрачни училишта во Копанце, Сиричино, исто за поставување на топлинска пумпа и за реновирање на вратлешниот дел на училиштата, кој се надевам дека успешно ќе ги завршиме. Во овој период имаме исто одобрено средства за асфалтирање на патов овој што води
во Жилче и во населено место Рате, кои ќе почнат за многу брзо од сега да се реализираат. Исто и во населено место Рате ќе започнеме со поставување на делот фекална канализација на делот од селото, каде што на истото ќе биде и поставен или реконструиран патот, кој ќе биде од огромно значење и за жителите на населено место Рате. Еве, наистина можам да го кажам и своето задоволство што ова што го слушнавме од градоначалникот на општина Јагуновци е наистина импозантно, односно се реконструираат училишта, се пуштаат градинки, се градат улици, се градат канализации, наистина паркови, од сето ова кое што можев да го слушнам, можам да кажам дека дури и она кое што било ветувано и повеќе имаме можност нормално до крајот на мандатот овој актуелен на градоначалникот на општина Јагуновци да го реализираме, па дури и она што не било ветувано со идната влада на ВМРО ДПМН. Убеден сум дека можеме тоа да го направиме, бидејќи тука се работи честно, се работи посветено, храбро и мислам дека ако вака се продолжи, а нема зошто да не се продолжи, јас сум убеден дека вака ќе се продолжи и со идната влада која што наместо да обструира ќе помага, ќе може да се реализира и повеќе од тоа кое што било ветувано. Сакам да му честитам нему, на тимот со кој што тука работи, на луѓето од администрацијата, на советниците се разбирав дека во општина Јагуновци да им посакам уште многу вакви проекти, бидејќи ова се проекти кои што се значајни за сите жители во општина Јагуновци. Исто така да искористам оваа прилика да го поздравам и градоначалникот Јовица на општина Брвеница кој што е тука со нас, пратеникот Александар, луѓето од општина Јагуновци кои што се денеска со нас и да ви убедам дека во периодот кој што следи, а посебно следната влада на ВМРО ДПМН, уште многу работи ќе бидат реализирани, нема заборавени места. При денешната посета на Тетовско Жилче, Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека ВМРО ДПМН во изминатиот период пред јавноста соопштила најмалку 10 дилеми за договорот со Бехтел и ЕНКА, за кој смета дека се историски криминални. Додека пак за дилемите зошто потпишале договор каде што бараат продолжување на работната недела од 40 на 60 работни часа, иако е спротивен на Уставот, и свесно прифаќајќи да плаќаме стотици милиони евра пенали народов, овие луѓе треба тие пари да ги плаќаат. Зошто го суспендирале македонското законодавство и прифатиле законодавство од друг модел, англосаксонски, односно законодавството на Англија и на Велс? Зошто прифатиле дивоградбите да се експроприраат по иста цена како и легално изградените објекти и уште многу зошто во периодот кој што следи ќе покажуваме во јавноста зошто прифатиле грешките во проектот на изведувачот да ги плаќаат граѓаните, односно да се плаќаат преку јавното претпријатие за државни патишта, ќе треба да одговорат, ако не сега, многу брзо, со формирањето на новата влада на ВМРО ДПМН пред истражните органи во обвинителството и на суд. Јас не сум нити обвинител, нити судија, но знам дека многу ќе има простор да се занимаваме со оваа тема. И втората работа, која што вие ја споменавте, а тоа е дека ова е историски проект, јас повеќе би рекол дека е ова историски блам и историска кражба на оваа влада на ДУИ, поддржана од помалиот партнер во случајот СДСМ. Исселувањето како и вработувањето во други земји доведува до поскапување на цената на трудот, како и немањето доволен број одредени кадри очекувано доведува до поскапување на цените не само на храната, туку и на услугите, вели во интервју за Радио Слободна Европа председателот на Сојузот на стопански комори на Македонија Трајан Ангеловски. Многу луѓе се исселуваат или наоѓаат вработување во други земји и поскапува и цената на трудот. Одредени кадри, гледате и вие сте сведоци, дека ги немаме во онаа посакувана расположливост како што би требало. Така да за очекување дека не само храната, туку и повеќе сервисни услуги и други работи кои се јавуваат како трошок во економијата или суровини или енергенти или се останато дека би можело да поскапи. Така да минатата година се случи голем шок со војната во Украина
нагло поскапеа одредени прехранбени производи, меѓутоа во исто време поскапе и цената на трудот и затоа имаме впечаток дека не се вратија цените на храната на посакуваното ниво како што беа изминатите години. Нашиот заклучок е дека никогаш нема да се вратат на тоа ниво. Толку ли е битна цената на трудот? Струјата е поевтина двојно повеќе од лани според Хупекс. Поевтина храната на светските берзи. Кој е уделот на цената на трудот во производите? Електричната енергија во однос на ланската година е можда 3 до 4 пати пониска. Меѓутоа, оваа цена на електричната енергија која имаме оваа година во однос на 2021 е некаде со 3-40, можда и 50% повисока. Така да ги гледаме во поширок опсек работите, да не ги гледаме во релативен поим од месец на месец, од година на година, затоа што некогаш може да добиеме и погрешна представа за движењето на цените на енергентите. Така да живееме во реален свет, треба да разбереме дека цените се формираат на пазарот слободно, врз база на понуда и побарувачка, и за нас единствена очекувана реакција на државните институции, доколку сметаат дека негде постои одреден систем каде што треба да се реформира, се со цел да се зголеми понудата, тука ја очекуваме реакцијата на државните органи, а ова со замрзнувањето на цените, мислам дека се уверивме дека е работа која е не баш толку посакувана и некогаш може да даде и контраефект. Основното јавно обвинителство Тетово поднесе обвинение за неовластено снимање пациенти во Тетовската болница. Откако прибавило докази, основното јавно обвинителство Тетово до Тетовскиот основен суд поднесе обвинителен предлог против лекарот анестезиолог кој во живо на TikTok емитуваше видео од персонал и пациенти на кои им се пружала помош на гинеколошкото оделение во Тетовската болница. Со тоа тој ги повредил нивните права. Анестезиологот се товари за 2 кривични дела: несовесно работење во службата како и невластено снимање. Во спроведената претходна постапка беа прибрани докази кои го подкрепуваат основаното сомнение дека обвинетиот како службено лице, анестезиолог вработен во ЈЗУ клиничка болница во Тетово, на 14 април неовластено направил снимка од пациенти и вработени и ја објавил во живо на социјална мрежа, со што постапил очигледно несовесно во вршењето во своите овластувања и должности и потешко ги повредил нивните права. Јавниот обвинител до Основниот суд во Тетово достави предлог за продолжување на претходно определената мерка притвор за обвинетото лице. Инаку лекарската комора поведе постапка за времено одземање на лиценцата за работа на анестезиологот, кој доби отказ. И министерот Меджити и од раководството на болницата изјавија дека имаат непотврдени информации за негово претходно несовесно однесување на работното место, но за тоа немало поведено постапка, затоа што во болницата немало дисциплинска комисија. Светската организација за заштита на природата денеска на денот на планетата Земја соопшти дека територија со големина на Португалија се губи секоја година во светот поради нелегалната сеча на шумите, што представува директна закана за загуба на биолошката разновидност. Светската организација за заштита на природата денеска на денот на планетата Земја соопшти дека територија со големина на Португалија се губи секоја година во светот поради нелегалната сеча на шумите, што како директна последица има уште по катастрофални климатски промени и поголем процент на загуба на биолошката разновидност. Огранокот на Светската организација за заштита на природата за регионот Адрија, во кој спаѓаат земји од поранешна Југославија и Албанија, во соопштението по повод Денот на планетата Земја, наведува дека шумите полека умираат и покрај бројните договори постигнати на глобално ниво, кои се однесуваат на запирање на глобалното затоплување на 1,5 степени и прогласување на 30% територијата на планетата за заштитено подрачје.
Извршната директорка на Светската организација за заштита на природата за регионот Адрија, Наташа Калаус, изјави дека Денот на планетата Земја представува можност да се посвети внимание на шумите и борбата за здрава планета, но дека не смееме да заборавиме на другите ресурси како што се водата и воздухот. Користењето на обновливите извори на енергија, наместо досегашната практика да се потпираме исклучиво на фосилните горива, може многу да помогне во зачувувањето на природните ресурси, бидејќи ако ги нема нив, го нема ниту живиот свет како целина, а ниту нас на крајот, рече Калаус. Инаку Денот на планетата Земја за прв пат е одбележан на 22 април 1970 година во САД. Овој датум е прифатен како Ден на планетата Земја на конференцијата на Обединетите нации за животна средина во 1992 година во Рио де Жанеиро. Меѓународниот ден на планетата Земја на 22 април секоја година се одбележува ширум светот со разни манифестации и акции, со цел да се сврти вниманието на јавноста за значењето на зачувување на животната средина и да се доведе до промена на еколошката свест. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Имајте пријатен викенд.